52 стамбени единици се предвидени во новата социјална зграда во Гевгелија, која треба да биде готова во април наредната година. Министерството за транспорт и врски очекува дека веднаш по изградбата, заедно со Министерството за труд и социјална политика, ќе изготват стратегија за распределба на становите кои ќе бидат доделени на граѓаните со социјален ризик, како и самохрани родители. Извршивме увид во изградбата на социјалната стамбена зграда во Гевгелија. Убедени сме дека 52 социјално ранливи семејства во Гевгелија конечно ќе го решат своето стамбено прашање и ќе добијат кров над глава. Градежните работи се одвиваат со одлична динамика. До сега имаме реализација на околу 70% од овој проект и очекуваме оваа зграда да биде комплетно завршена во април 2022 година. Инвестицијата е вредна 79 милиони денари. Стамбените единици Министерството за транспорт и врски ги гради заедно со акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор, кои пак најавија дека од наредната година ќе пристапат и кон изградба на комерцијални станови во повеќе општини во земјава. Акционерското друштво веќе од наредната година ќе искочи со значителна понуда на комерцијални станови. Тука ќе бидат становите кои што ќе ги понудиме нашите граѓани по конкурентни цени во Скопје, во Битола, во Охрид и во другите градови. Покрај социјалната зграда во Гевгелија, социјална зграда со 37 стамбени единици има и во Струмица, но иако зградата е изградена пред речиси 3 години, станарите се уште ги чекаат клучевите за да се населат. Последната информација од ресорното министерство беше дека ќе се чека да завршат изборите за доделување на становите.